слушател. Почитувани мои, добар ден. Ве поздравувам и во оваа второ издание на емисијата Ваш термин. Значи, оние кои што не следеа во првата емисија веќе знаат, ќе одиме секој понеделник точно во 17:10. А како што кажав и во првата емисија, и и сега да потенцирам, значи ќе обработуваме теми од областа на здравјето, значи ќе разговараме за оние разни видови на проблеми кои што се јавуваат секојдневно во нашиот живот. А се разбира, за таа цел овде во емисијата ќе бидат присутни доктори, специјалисти, кои што ќе бидат одговорни за оние ваши одговори кои што ќе ги очекувате од нив во однос на, се разбира, на видот на заболување за кои што ќе говориме во емисијата. Значи, денес веќе е втора емисија, веќе со мене во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, денешен одговорен доктор кој што ќе биде задолжен за оваа тема која што денес ќе обработуваме. Инаку таа е доктор, специјалист, интернист, нефролог и се надевам дека за она што ќе говориме, а тоа е значи за бубрезите, за заболувањата на бубрезите. Доктор Маја е специјалист и се надевам дека многу убаво ќе ви објасни за сите овие работи кои што денес ќе ги ставиме како предметни прашања. А секако дека и ова емисија во живо, контактна емисија, ќе имате можност вие како наши гледачи да бидете вклучени во нашиот разговор, да се јавите, да поставите одредено прашање за некој ваш проблем кој што го имате, а е поврзан еве со денешнава тема, значи сите оние проблеми кои што ги имате поврзани со уринарниот систем, со бубрезите. Секако доктор Маја ќе се обиде да ви насочи како да си ги решите проблемите и како да се погрижите за вашиот проблем. Да поздравам и доктор Маја. Добре дојде доктор Маја и многу ми е драго што еве си денес овде присутна во Ваш термин. Добар ден, благодарам Виолета што ме покани. Добар ден до сите гледачи на телевизија Сонце. Ние се дружевме минатата година. Така, во една друга. И сега се надевам дека таа дружба ќе продолжи успешно. Така. Имавме многу интересни емисии и ќе продолжиме и понатаму. Така, затоа и да помагаме така општо за бубрезите, значи за да. оние сите заболувања, потоа ќе патиме нели дел по дел да обработуваме се што опфаќа овој уринарен систем како проблем, значи поединечно. Па имаш ли нешто да додадеш или пак да започнеме полека да обработуваме темата? Па можеме да почнеме со тоа што представува уринарен систем, како е граден уринарниот систем. Да нашите гледачи. Уринарниот систем е составен од два бубрега, значи тоа е парен орган. Бубрезите се наоѓаат од двете страни на кичмениот столб и се длабоко во телото, во внатрешната празнина, заштитени. Затоа викаме нели како бубрег во олој, тие се добро заштитени бидејќи нивните функции за кои ќе кажеме подоцна се многу важни. Имаат масна капсула, значи тука се наоѓаат, големината на бубрезите е околу 10 до 12 сантими или како една тупаница, значи од двете страни на слабините покрај рбетниот стол. Од бубрезите излегуваат два мочовода, мочни канали или уретери, кои ја носат урината која се создава во бубрезите доле во бешиката, односно мочното кесе, мочниот меур или уровезика, тоа е едно. Тука се сливаат двата мочоводни канали и од уретрата, значи од уровезиката, од мочното кесе, преку еден канал или уретра излегува во надворешната средина, значи се излачува урината. Така. Бубрезите се многу сложено градени, меѓутоа основното дека во нив имаме кортекс, значи медула, каде што се преработува крвта и од тамо преку се собира во бубрежното легенче, од каде што урината излегува. Значи, се она што поминува низ бубрезите, тоа се литри и литри крв. Само да кажам дека бубрезите дневно преработуваат 200 литри на крв. Така да има многу работа што да завршат и затоа треба да ги чуваме да бидат здрави. И кога ќе се преработи целата таа крв што
доаѓа во бубрезите, излегува да ние имаме 1,5 литар до 2 литри урина за 24 часа. Сега можеме да видиме колкава е таа голема работа на бубрезите и зошто се тие толку многу важни. Така. Ајде вака сега да се обратам до нашите гледачи уште има, значи, и од режија можат веќе да ги спишат телефоните на нели на кои што ќе можат да не побараат нашите гледачи и секако ќе ги очекуваме доколку имаат некој ваков проблем, значи во однос на целиот уринарен систем, не само за бубрезите, значи може да се јават, дискомуницираат со нас и да постават некоја прашање. Доктор Маја, ајде вака да нешто да кажеме повеќе за функциите на уринарниот систем. Кои се тие основни функции на уринарниот систем? Како што спомнав, значи има повеќе функции. Бубрезите се многу важни во телото. Ние секогаш викаме срцето, да, но бубрезите вршат многу голема работа, како што кажав. Так. И основно има 3 функции, грубо кажано, генерално вака општо. Едно е таа крв што доаѓа, тие 200 литри, што ги преработуваат двата бубрега, поминуваат и се преработуваат да сите отпадни материи од метаболизмот, од храната, значи сите отрови, токсини, треба телото да ги исфрли. Така. Дел од тие материи повторно се ресорбираат, абсорбираат во тие каналчиња на бубрезите, за да излезат во урината, за да може телото да ги исфрли тие отрови и токсини што ние секојдневно ги внесуваме со исхраната. Исто така, бубрезите учествуваат во одржување на исфрлање на вишокот вода. Значи, едно се отровите, друго се е вишокот на вода. Значи, за да нема задршка на течности во телото. Така, сепак имаме гледач, ајде да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добро вечер, добар ден за кого? Дали се слушаме? Дали се слушаме? Овде во студио ние ништо не слушаме. Режија, има ли некој проблем? Дали се слушаме сега? Сака... Ајде, повелете. Да, поздрава, доктор Маја, ја бев едно време кај неа. Така. И поздрав до војителката, али мене ми најбил слаби бубрези. Така. И сега ја одах кај Сашо Гелев, таа баш ми рече тој добар лекар е. И ода крв ми земна е све исто ми викат докторов, викат исто ти стои. Ни поја, ни се појачува, ни послабува. И сега мене ми интересират, а ми забрани да пија на клофен за болка, има и остеопороза, болки и осеќа некојаш многу јаки. И сега, дали може некои други лекови за болки, доктор Маја, да ми препоручи? А су била и кај неа, таа баш ми го пофали. Доктор Сашо Гелев. Аха, го пофалил докторот кој што веќе ве води. Да, и неја ја знаел кој ја кажав дека она ми рече да ода на контрола. И таа веќе 3 месеци не субила, сака да бара па упут да појда. И не знам до кај бубрезиве дека наслабнати се плаша, а ми вика се исто е. И не знам са доктор Маја што ќе кажа како за овие на клофеном ми забрани. За таблети за болки, така. Значи, кои би можело други да ги користите? Кои други, некои дали може да се користите. А ноќе ако ќе се превесам, осеќа во слабињето ме боли. Дали од кичмата напукнати пршлен има, али бубрезите. Или од бубрезите. Не знам зошто. Добро, доктор Маја, нешто да... Фала многу и дали е јасно се? Ви благодариме за јавувањето. Јас колку што можев да разберам, имате веќе нарушена бубрежна функција, ние ќе зборуваме понатаму во текот на емисијата за тоа. И ви се забранети лекови кои се против болка. Тоа се нестероидните антиреуматични лекови кои се најчесто препишуваат и злоупотребуваат во секојдневниот живот.
тие лекови точно дека влијаат на функцијата на бубрезите и вие веќе бидејќи имате ослабена функција ќе треба да внимавате, односно таа функција е добро што се уште не се влошува, туку е се исто како што кажувате, значи останува стабилна. Треба да се најдат можеби друг тип на лекови, да разговарате со вашиот доктор што ве води. Да не се тоа нестероидните антиреуматици, него друг тип на лекови и да може да најдете друг начин таа болка да ја купирате. Значи не мора секогаш болката само со лекови да се купира. И не е страшно ако вие се напиете една таблетка во текот на неделата, меѓутоа да не се тоа секојдневно пиење на таблети, затоа што луѓето многу често ние грешиме, па секојдневно се навикнуваме дека не можеме без таа таблетка и си пиеме таблети. Значи, најдобро е да разговарате со вашиот доктор, што сум ви го посочила, да продолжите со него за друга алтернативна терапија за болката. И секако да се научите да не ги злоупотребувате лекарствата, значи не повеќе отколку што ви требаат. Така, ете, значи сепак како за утеха може, меѓутоа да не биде од еднаш неделно повеќе, а ако може да се најде некоја друга алтернатива за некој друг лек евентуално што може да го користи, само уште за болката да објасниме дали може да ја чувствува од бубрезите или од кичмата кога се превртува? Најверојатно таа ваша болка е од кичмениот столб, од рбетниот столб, бидејќи не кажавте дека имате нешто на бубрезите што би болело. Бидејќи бубрезите најчесто и не болат. Многу се ретки состојбите кога бубрезите болат, така да видете со кичмата, можеби ќе треба некои специјални вежби да направите за рбетниот столб, некакви помагала, за да се намалат тие болки. Така, ете се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Доктор Маја, зборевме за функциите, додека немаме следен гледач, никако да ги дополниме оние работи кои што ги започнавме. Кажавме за отстранување на вишокотечности и отстранување на отровните материи од телото, од метаболизмот што се создаваат. Другата функција на бубрезите е што тие учествуваат во одржување на еден баланс, една равнотежа во организмот на ацидобазниот, кажуваме, тоа е киселобазната средина на организмот, да биде во една равнотежа. Третата функција што е на бубрезите е дека во нив се лачат хормони. Хормони кои се важни за три главни хормона кои се лачат тука се за еритропоетизата, значи тоа е за создавање на црвени крвни зрнца. Значи се лачи хормон еритропоетин. Затоа пациентите кои имаат ослабена бубрежна функција, значи имаат бубрежна слабост, имаат анемија, тие се слабокрвни, бидејќи нивните бубрези не лачат доволно еритропоетин, тој хормон што е основен за изградба на црвените крвни зрнца. Потоа се лачи хормон кој делува на коските, на метаболизмот на калциумот. Затоа и луѓето кои имаат бубрежна слабост имаат проблем со коските. Се јавува посебна една болест, коскена болест на која оди заедно со оваа бубрежна слабост. И трето, се лачи хормон ренин кој учествува во одржување на крвниот притисок. И затоа кажуваме дека бубрезите се многу важни, можеме да видиме дека имаат многу функции. Иако се не е срце, меѓутоа учествуваат во метаболизмот на целиот, сите клетки, важни се за секоја клетка нормално да функционира и организмот како целина. Како што и секогаш потенцираме, секој орган си има своја улога во нашиот организам, за да бидеме ние она што сме, односно за да биде нашето здравје како што е добро. Кои се најчестите бубрежни болести за кои што се јавуваат кај вас пациентите и да и бараат помош? Бубрежните болести се доста чести и
се јавуваат пациентите доста често со некаква бубрежна симптоматологија или некакви тегоби од страна на уринарниот систем, се јавуваат на својот матичен лекар. Најчесто станува збор за воспалителните процеси, воспалителните заболувања на бубрезите. Потоа доста чести се каменчињата, значи бубрежните каменчиња. Често во праксата се сретнуваат и бубрежните цисти, кои најчесто се случаен наод на бубрезите, сем кога станува збор за едно вродено заболување, тоа е адултната полицистична бубрежна болест, меѓутоа тоа поретко се јавува. Потоа, тоа се трите групи кои се најчести. Меѓутоа, има една група на заболувања кои се почести, а кои не се во основа бубрежни. Значи, тоа се шеќерната болест и високиот крвен притисок. Шеќерната болест и високиот крвен притисок се две заболувања кои се на врвот на листата, што ги оштетуваат бубрезите, за да пациентите дојдат до хронична бубрежна слабост, односно да потреба за дијализа. Значи, тоа се две заболувања на организмот, на целиот организам, кои го напаѓаат бубрегот, а не се првично лоцирани во самиот бубрег. Кога зборуваме за воспаленијата може да бидат воспаленија на бубрезите, може да биде зафатен едниот или двата бубрега. И најчесто што се јавуваат пациентите кај матичен лекар, тоа се воспаленијата на мочното кесе, на уровезиката или циститот. Значи, тоа се тие најчести заболувања. Од воспаленијата на бубрезите имаме две групи на воспаление на бубрезите. Едната група се пиелонефрит или пиелонефритис, воспаление на бубрег, кој најчесто оди со зафаќање на само едниот бубрег. Меѓутоа, има друга група на воспаление на бубрезите, тоа се гломерулонефритисите, и тоа се заболувања, воспалителни процеси на бубрезите, кои ги зафаќаат секогаш двата бубрега. Значи, не постои гломерулонефритис на лев бубрег или на десен бубрег. Значи, тогаш зборуваме за зафаќање на двата бубрега, затоа што процесот кај овие заболувања е имунолошка природа. Значи, имаме имунолошко основа на напаѓање, воспалителната компонента е од друга природа. За разлика од пиелонефритисите, што ги спомнав, што може да одат на еден бубрег и најчесто станува збор за акутно воспаление, кое се третира лесно, полесно поминува, не мора да остави никакви последици ако се фати на време и се третира на бубрегот, и најчесто немаме последици, не води до хронично оштетување на бубрегот. Овие гломерулонефрити секогаш одат на двата бубрега. Причината за акутните пиелонефрити најчесто е бактериска и најчесто се случува да имаме инфекција на уровезиката, односно мочното кесе, и таа инфекција по каналот, мочноводниот канал, се качи горе и го зафати бубрегот. Така. Доктор Маја, кога се говори за конкретно за бубрежните заболувања, се извинувам, каква е кај нас застапеноста во проценти? Имате ли некои сознанија? Бубрежните заболувања се многу чести. Така. Значи, јас не би зборувала за проценти, затоа што тоа е нешто што е променливо. Меѓутоа, генерално, секаде во светот имаме еден тренд на пораст на бубрежните заболувања. Независно од тоа што здравството иде се понапред и многу порано сега се откриваат тие бубрежни заболувања, се промени свеста на луѓето, подигната е здравственото ниво, културата здравствена на луѓето. Сепак, бубрежните заболувања се во пораст поради другите фактори што ги спомнав, а тоа се нездравиот начин на живот, кој од друга страна води до една се поголема појава на тоа заболување метаболен синдром, до поголема појава на шеќерна болест, значи дијабетот е страшно нешто во светот што е во подем, и
високиот крвен притисок, на кој не му се дава доволно значење, не дава симптоми, тоа можеме после за симптомите да зборуваме, а ги оштетува бубрезите. Така да имаме многу пациенти кои завршуваат со хронична бубрежна слабост. Обично се вели за бубрезите дека се малку и подмолно заболување, може на пример никако долго време и долг период да не чувствувате никакви симптоми, а сепак да имате проблем. Па ме интересира воопшто постојат ли некои симптоми кои што можат да не наведат дека имаме ние проблем со бубрезите? Симптомите зависат од типот на заболување, а точно тоа е дека само одредена група на од овие заболувања на бубрезите дава симптоми кои ќе го натераат човек да појде на лекар и да побара помош и тогаш ќе се открие што е болеста. Меѓутоа многу често идат подмолно тивокубиец ги викаме. Симптомите, например, ако имаме инфекција, често мокрење, промена на печење при мокрење, може да има крв во урината, да се јави нокно мокрење, нагон за мокрење почесто. Потоа, ако имаме камче, може да има болка во слабината која пропагира кон напред и надоле. Може повторно да се јави промена на бојата на урината или крв во урината. Но другата група на заболувања, како што спомнав, кои одат со шеќерната болест, тоа е диабетичната нефропатија и високиот крвен притисок, значи тие две групи одат без никакви симптоми. Бубрезите не болат. Туку постепено ја губат својата функција, се намалува нивната работа и без да знае пациентот го водат во една хронична бубрежна слабост. Кои се ризик факторите кои што може да придонесат за да се развијат некои заболувања на бубрезите воопшто? Ова што зборувавме до сега веќе кажува и за кои се ризик фактори. Значи, високиот крвен притисок, исхрана богата со многу шеќери, со многу сол, со масноти, пушењето, нерегулираниот висок крвен притисок, честите уринарни инфекции ако не се третираат соодветно, каменчиња кои често се јавуваат кај пациентите, недоволно хидрација, јас секогаш го потенцирам тој податок дека ние забораваме да пиеме вода, значи внесот на доволно течности да не се, затоа што поконцентрирана ако е урината, таа има кристали во себе, и ако тие кристали ние не ги измокриме, тие колку е поконцентрирана урината, толку по-лесно ќе се таложат. И ако имаме генетски фактор, тогаш многу лесно доаѓа до создавање на каменчиња во бубрезите. Значи, тоа се некои работи на кои треба секој човек да внимава. Одржување на здрава телесна тежина. Не зборувам да се биде преслаб. Меѓутоа, одржување на здравата телесна тежина подразбира здрава исхрана, физичка активност. Значи, ние сите заборавивме да се движиме. Така, да. Тоа се се фактори кои влијаат за општото здравје на човекот, меѓутоа така влијаат и на здравјето на бубрезите. Некои од хроничните заболувања дали би можело да влијаат врз нивната работа? Од хроничните заболувања, повторно како хронични болести, ќе ги напоменам диабетесот, значи диабетес тип 2 и високиот крвен притисок, артериската хипертензија, тоа се тие две, затоа што тие се на двете на прво место кои се водечки во листите за диализа, за пациенти за диализа. Тоа веќе станува збор кога потполно откажуваат бубрезите. Друга група, која е на трето место, која води до хронична бубрежна слабост, односно до диализа, се тие што ги спомнав гломерулонефрити. Гломерулонефритите, рековме, двата бубрега ги напаѓаат и хроничниот тип на гломерулонефрити исто така води до хронична бубрежна слабост. Не спомнав туморите, меѓутоа туморите доста ретко се јавуваат и најчесто се еднострани, и ако се туморот на бубрегот,
човек има шанси долго време да се живее и со еден бубрек се функционира. Так. Обично се вели кога нели се грижиме за нашето здравје, одиме па некако од време на време ќе си ги испитаме нели нашите органи, ќе направиме некој ехо, ќе провериме нели урина, крв и така натаму. Што треба да се провери во однос на работата на бубрезите? Се силам за да знаеме точно дека еве се е во ред и дека тие добро функционираат. Какви се испитувања треба да се направат? Испитувањата на бубрезите едноставно за нивната функција се да се испита урина и крв. Во крвта се испитуваат покрај шеќерот, нели, глукозата во крвта, маснотиите, се испитуваат и продуктите на азотниот метаболизам, тоа вака стручно нели звучи. Тоа се уреата, креатининот и уричната киселина, тоа се трите најважни со кои можеме да видиме каква е функцијата на бубрезите. Тука во урината треба да се испита една обична урина, значи не зборуваме за уринокултура. Уринокултура правиме, односно микробиолошко испитување на урината само ако се сомневаме или постои симптоматологија за уринарна инфекција. Така. И ако тоа е во ред, тогаш може тие испитувања да се прават еднаш до два пати максимум во годината, нема потреба почесто да се прават ако не настане некоја друга промена. Исто така, убаво е да се направи и ултразвучен преглед, ехосонографски преглед, каде што немаме зрачење, нека не се плашат пациентите, не е рентген, на кој преглед може убаво да се види каква е структурата на бубрезите. Бубрежното ткиво, дали имаме два бубрега или еден, бидејќи многу случајно, често случајно се открива дека пациентот човек има само еден бубрек. Меѓутоа нормално функционира, бидејќи со еден бубрек се живе, ако тој бубрек е здрав. Е здрав, така. Обично секогаш е дискутабилно кога говориме за испитувањето на обична урина, велите вие дека таа многу кажува за здравјето на уринарниот систем и кај еден пациент или кај еден човек. Зошто е тоа така? Обично секогаш кога имаме некој проблем, претежно нели нашите доктори велат ајде да се направи уринокултура. Меѓутоа вие токму спротивното го тврдите. Значи обичната урина што се може да покаже? Што точно покажува? Да појасниме. Обичната урина, јас мислам дека некако ја занемаравме последниве години. Значи еден обичен Еднаш тест. се оди на уринокултура. Еден обичен тест, безболен, не бара никаква специјална опрема, ништо, никакво малтретирање на пациентот. Меѓутоа, со новата технологија, нови испитувања имаме меѓутоа една обична урина во било која лабораторија, добар лаборант, ако ја види, или лекар, затоа што во центри каде што сум одела, лекар ја гледа урината, може многу да каже за работата на бубрезите, да каже кој е составот на урината, дали постои сомнение за инфекција или не. Значи, гледаме дали има настик, значи биохемискиот состав се гледа на урината, дали се излачуваат непотребно материи кои ги имаме вишок во организмот, преку урината, а кои не би смееле да се излачуваат. Се знае кои материи смеат да ги најдеме во една урина, а кои не. Потоа се гледа дали има кристали, дали има други состојки, под микроскоп се гледаат габички, бактерии, кристали или друго нешто што може да укаже. Значи тоа е нешто што не треба да биде што не треба да има во урината. И дури после можеме, ако имаме сомнение за уринарна инфекција, да дадеме за уринокултура да се направи. Така, значи преферирате сепак првин да се направи една обична урина, испитување на обична урина, па потоа да се прави. Бидејќи тука со обичната урина ние гледаме и колку е она дилуирана, односно како концентрираат бубрезите, како ја одржуваат таа базна киселобазна равнотежа во организмот. Многу нешто може да се
откријат. Што се случува кога бубрезите ќе престанат да работат? Значи, што ако откажат бубрезите? Може ли да се случи да откажат бубрезите, а да ние не сме биле ни свесни дека постоел некој проблем со нашите бубрези? Да, тоа е тоа што го спомнав, меѓутоа за хроничното откажување на бубрезите, значи откажувањето на бубрезите може или акутна бубрежната слабост може да биде акутна и хронична. Акутното откажување на бубрежната слабост се јавува најчесто кај пациенти кои се дехидрирани, односно имаат изгубено, не само дехидрирани, него имаат изгубено голема количина на крв. Тогаш зборуваме за една преренална, односно пребубрежна, значи кај пациенти кои искрвариле. Тогаш не доаѓа доволно крв во бубрезите за да може тие да ја обработат таа крв. Нели рековме 200 литри на ден се обработуваат. И ако човек искрвари, значи помалку доаѓа и тогаш може да дојде до тоа акутно влошување на бубрежната функција. Тогаш бубрезите, тие материи што треба да се излачат токсините, ги задржуваат во крвта и е отруен, нели, организмот. И имаме вишок на течност која треба да се излачи. Таа вишок на течност не се излачува, човекот се јавуваат отоци на нозете, на лицето, на рацете. Значи тоа е акутна бубрежна слабост. Таа акутна бубрежна слабост, како и самиот збор кажува, акутно значи нешто што може да помине. И најчесто поминува таа. Меѓутоа, некогаш станува збор за хронична бубрежна слабост. Тоа се тие подмукли некои работи што ги спомнавме, болести што може да доведат до диализа. Значи тоа се тие хроничните болести, како што се шеќерната болест, диабетичната нефропатија, високиот крвен притисок ако не се третираат долго години, гломерулонефритите, многу поретко камчиња, многу поретко, тоа се само една група на заболувања што одат со каменчиња на бубрезите кои може да доведат до оштетување, односно губиток на двата бубрега и да тие доведат до хронична бубрежна слабост. Меѓутоа, најчесто се овие првите 3-4 адултната полицистична бубрежна болест како една од тие заболувања што ги спомнавме, што иде со цисти, ама на двата бубрега, што се наследува, што иде по фамилии. Значи секогаш мора да постојат овие болести за да дојдат до нивно откажување. Има случаи каде што, например, некој немал проблеми со бубрезите, а се случило да откажат. Тоа се случува точно, пациент доаѓа и вие одеднаш му кажувате дека нему бубрезите не му работат и дека тој треба да иде на диализа. И тоа е нешто што е многу страшно во првиот момент кога ќе се слушне тоа, затоа што човекот се чувствувал здрав. Меѓутоа, ако се вратиме и земеме добро распит на пациентот, со години наназад можеме да видиме дека тој пациент може би имал долго години некој шеќер кој не му обрнувал внимание, висок шеќер во крвта, имал диабет кој не бил третиран, имал висок крвен притисок каде што не пиел лекови, затоа што се уште кај нас постои едно врежано мислење, погрешно секако, немој да почнеш да пиеш лекови, ако почнеш да пиеш лекови, ќе треба до крајот на животот да пиеш. Или уште си млад, не ти требаат лекови. Значи, тоа се некои работи кои во нашата средина, нажалост, се уште постојат и затоа тоа е јас сум среќна дека се помалку и помалку од тие луѓето доаѓаат во таква ситуација да одеднаш откажат бубрезите. Не е било тоа никогаш така случајно откажано. Како што и за се друго што се вели, секогаш постојат некои можеби причини кои што ние сме ги занемарувале и не сме обрнувале толку внимание за да ги санираме, за да не иде до поголеми последици. Значи, како и да е да расчистиме дека никогаш не би можело да се случи да откажат бубрезите без да не постои некој проблем. Да не говориме за пресадување на бубрек, трансплантација, тоа е веќе кај оние луѓе кои што имаат континуирано проблем со бубрезите, кои што одат на диализа,
и така натаму. Ајде малце тука да појасниме. Да спомнам само, значи, единствено нешто што е отидено толку во здравството е среќа што само ако откажат бубрезите постои заместителна терапија, односно постои вештачки бубрек. За ниеден друг орган во организмот не постои, ако откаже да работи, не постои нешто што може да го замести. Значи сега од средината на 60-тите години навака, значи, се работи диализа. Тоа е Ајде сепак да го вклучиме гледачот, да не ќе продолжиме. Добро вечер. Добро вечер, ја повторно. Кажете. Доктор Маја, сега спомна за отоци. А мене нозиве ми отекаат од това ли е? Дали е можно и од тоа да ви отекуваат нозите од заслабени бубрези? Нозите ми отекаат многу. Можно ли е? Да. Од слабост? Да, значи... Това, доктор Маја, да ми кажете. Да, секако. Значи, ако веќе имате бубрежна слабост, може да се појават и отоци. Јас не знам што е во основа, што е основното заболување за да дојде до бубрежна слабост. Меѓутоа, тие гломерулонефрити и ако имате диабетична нефропатија, тоа се две работи кои доста често одат со појава на отоци на нозете. Ако не се од бубрежно потекло, а тоа може да се испита ако се проверат какво е излачувањето на белковините, протеините во урината. Ако тоа е добро, тогаш отоците на нозете може да е последица на венска стаза, слаби вени, значи од друго нешто. Значи треба да се проверат белковините, протеините во урината. Дали има нивно вишок излачување, па се тие причина за појава на отоците. Така, се надевам и дека ќе го направи испитувањето. Добро вечер за следниот гледач, кој е на линија? Ало, добро вечер, повелете. Веќе неколку години пациентка на клиника. Ај само малку погласно за убаво во студио да ве слушнеме, може? Да, добар ден, јас се јавувам со проблеми со бубреците, имам зголемени протеини. Така. Веќе неколку години сум пациентка на клиниката, диагнозата ми е лупус. И сега се лечам многу време со кортикотерапија. Сакам да ја прашам докторката, дали може нешто друго освен оваа терапија? Коските ми страда, го оперирав колкот, многу и тежината е зголеми. И со исхраната сакам докторката да ја прашам. Дали нешто има со исхраната да можам да си подпомогнам многу, килажата е зголеми. И со високи дози на кортико сум 60-80. Так, добро. И сакам да прашам и за исхраната докторката и плюс, извинете, да прашам и за течности, дали повеќе или помалку да пијам. Добро. И тебе благодариме што се јавивте, бидете на нели покрај ТВ приемникот. Доктор Маја ќе се обиде да ви објасни. Доктор Маја? Лупусот е многу интересна болест. Тоа беше интересна или специфична? Многу интересна болест, така? Многу интересна и многу сложена болест. Тоа спаѓа во групата на автоимуни заболувања, каде што телото создава против тела, антитела, против собствените клетки, против собствените органи. Значи, телото создава клетки кои се борат против себе. И затоа зборуваме автоимуно заболување и е многу сложено заболување кое зафаќа многу органи во телото, може да бидат нападнати. Вие сте со лупус нефрит, колку што разбрав, и сте со високи дози. Има ли друг начин освен со кортико? Што одите на клиника, сигурно ви сте под добра контрола и редовна контрола, така да терапијата ви е одредена со високи дози на кортикостероиди кои се колку добри, нели, со сите своји негативни сайд ефекти што ги имаат, странични ефекти несакани и задршка на течности. Предпоставувам дека имате и терапија за измокрување, значи диуретик, бидејќи секогаш со кортикотерапијата, особено во такви високи дози, кога е 60-80 мг на ден, оди и диуретик.
Што се однесува до исхраната, тоа е малку посложено прашање. Сме ли да пијам многу течности или? Тука би требале да седнеме убаво да видиме како се храните и што можеме да направиме во тој поглед, бидејќи можеби ќе треба не само во исхраната, него во целиот систем на живење, животните навики малку да ги промените. Јас не знам колку сте возрасна, не кажавте. Значи треба по-целосен Ајде ние вака ќе оставиме за сите оние кои што се заинтересирани да се сретнат со вас, може да се јават по нашата телевизија, па ќе потенцираме и ќе кажеме каде може да ве искомуницираат, на кој број, за да може да се сретнат со вас, да не чека и следниот гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добар ден. Добар ден. Се извинувам да прашам. Мајка 82 години. Така. Прво му креше, мислам помалку му креше, сега наеднаш мислам почнам почесто да мокри. Дури некојаш така ќе неосетно осеќа дека више ќе и тече. Дали нешто со бубрезите или нешто друго да бараме чара? Не сте билен воопшто на лекар досега? Не. Така, добро. Ајде бидете нели тука покрај малиот екран за да слушнете што ќе каже доктор Маја, што би можело овој проблем да биде, како каде да појдат? Јас колку што разбрав имате 82 години. Така. Најчесто на 82 години да сте имале до сега бубрежно заболување ќе се покажало. Така. Меѓутоа, бидејќи имате 82 години и ги кажувате симптомите за инконтиненција, односно да не можете да задржите мокра урина, тоа е проблемот на доле. Значи, проблемот е во уровезиката, во мочниот меур е проблемот. Бидејќи на таа возраст не почнува, него веќе се ослабени мускулите, мускулатурата што ја држи бешиката, доле, тасот, во малата карлица е ослабен. Ако имате претходно и раѓање, зависно и колку раѓање имате, тоа се сега е спуштено и притиска надоле и затоа не може да се задржи урината. Тоа е една можност. Друга можност е ако сте гинеколошки оперирани, извадена е матката, а матката представува нешто што ја потпира бешиката, исто така допринесува да таа бешика сега нема потпора и да полесно клапнува. Исто така може да станува збор и да не се домокрувате доволно, затоа што кажавте дека на почеток не сте можеле или малку сте мокреле. Често. Да, а сега почесто. Така да може да е проблемот и во тоа да не се домокрувате колку што треба, постојано заостанува количина на урина во бешиката и вие многу често имате нагон за мокрење и некогаш не можете да додржите да отидете до тоалет. Што би препорачале сега на нашата гледачка? Дали да направи едно обично испитување на урина, ќе покаже ли што е проблемот? Треба кај вас вака, прво да се исклучи, да се направи една обична урина, ако има инфекција, бидејќи ако имате воспаление, односно инфекција, некаква бактерија во урината, исто така таа може да ве тера почесто да мочате. Меѓутоа, ако немате такво нешто, тогаш треба да се направи едно убаво ехо, да се види каква е состојбата на вашата бешика, на дали се измокрувате, односно дали ја испразнувате доволно и да се дават насоки како да си олесните, односно како да ги промените навиките во уринирањето, како да уринирате, како да внесувате течности, некои вежби ако сте во состојба да може да направите за да се зајакне таа мускулатура што е доле во малата карлица што ја држи бешиката. Така, во секој случај да се обрати на лекар и да се направи една урина, па да се види што понатаму. Доктор Маја, вака како за крај, бидејќи веќе и времето ни е толку, значи како една порака до нашите гледачи, како да си ги чуваме бубрезите? Од целата емисија мислам дека стана јасно. Што треба да правиме, меѓутоа да го заокружиме разговорот. Еден здрав начин на живот, подразбира здрава исхрана, здраво одржување на телесната тежина, да не дозволиме да станеме премногу дебели или обезни, гојазни, затоа што сето тоа придонесува за нашето општо здравје и на здравјето на бубрезите, да можеме да ја изфрлиме солта
колку што може повеќе од исхраната, бидејќи не е добра нити за високиот крвен притисок, не е добра за создавање на каменчиња и за повеќе други функции во организмот и секако да продолжиме да се движиме, да не заборавиме да се движиме, затоа што и тоа придонесува за нашето целокупно здравје. И секако сите оние работи за кои што говоревме, оние мали инфекции и така натаму, секогаш да се санираат, да не се оставаат нели недоизлечени, бидејќи и на таков начин, како што кажавте вие преходно, може да дојде до некои оштетувања на бубрезите. Секако. Доктор Маја, ти благодарам за денес. Еве се надевам дека нашите гледачи беа задоволни од сето на што го слушна во однос на бубрезите. Репризните изданија може да ги погледнат и вечер негде после полноќ, утре напладне. А како што потенциравме и на почетокот, останува нели нашата соработка, па ќе почнеме нели во текот на понатамошните изданија на ваш термин да обработуваме дел по дел од ова што се нарекува уринарен систем, за сите оние проблеми подетално. Ти благодарам уште еднаш за денес. Благодарам, Виолета. Почитувани мои гледачи, оние кои што, еве, ќе кажам како за крај на емисијата, кои што сакаат да појдат и да се сретнат со доктор Маја, за да можат да се исконсултираат за сите оние проблеми кои што ги имате во однос и на бубрезите и на уринарниот систем, може да се јавите во телевизија Сонце, ние ќе ви дадеме контакт телефонот доктор Маја и секако таа ќе ве договори каде ќе треба да појдете за да се сретнете со неа. Ви благодарам и денес за вниманието. Се надевам дека ќе бидете и следниот понеделник со нас во 17:10. Се разбира, јас како ваш домаќин ќе бидам тука со мојот следен соговорник со кој што ќе говориме на некоја одредена тема. Во оставам во убаво расположение, имајте добро здравје до тогаш.